Добро утро од студиото на Слободен печат. Ова утро во рамки на соработката со Градска МК ја имаме Милена Стевановиќ, доктор Милена Стевановиќ, овој пат во улога на пратеник, а најмногу ја познаваме како директор на клиниката, инфективната клиника во Скопје. Добре ни дојдовте. Добро најдов. Вие имате 25 годишно искуство во рамки на медицината, во рамки на инфективната клиника. Предпоставувам дека ги знаете и недостатоците во јавното здравство, па сега од позицијата, да речеме, на кандидат за пратеник, што сметате дека би можело да се промени? Секако дека ги познавам недостатоците и тие не се нови. Јас кога почнував пред 25 години имаше и тогаш многу недостатоци. Нашата перцепција за здравството веројатно југословенските системи е една, а сето диктира друго. И за нас не е многу прифатливо, затоа што очекувањата ни се другачи. Здравството е многу скап дел од буџетот на една држава, но тоа не сме да биде причина да истото не се развива. Во овој изминат мандат навистина се направи многу во здравствените, решавајќи ги здравствените проблеми, иако тоа не секогаш е многу видливо на прв поглед. Вклучувајќи ја и ковид кризата, која навистина ги помести приоритетите направени пред незе. А ќе ве потсетам, пред ковид да почне така да лудува ни светот, па и кај нас, ние имавме уште една епидемија. И тоа епидемија на морбили, која навистина направи исто така големи поместувања на приоритетите кои беа зацртани. И тоа е одговорност пред се и наша лична, не само на здравствениот систем. Јас сметам дека треба да се продолжи со она што се почна. Евидентно и многу лесно за проверка и пациентите секојдневно тоа го гледаат. Па може би најголем број од болниците беа реновирани и ставени во едно ново светло на нивно функционирање, иако секогаш сум звелела дека ниту нова зграда, ниту нов мебел лекува пациенти и излекува. Оно што беше најзначајно по мене е вклучувањето на вистина голем број нови терапии, достапноста на голем број биолошки третмани кои порано беа мислена именка за нашите пациенти. Вклучување на голем број на нови интервенции за кои порано се одеше во светот. Пазимете, почнавме трансплантација на срце. Системот на трансплантација го воспоставивме во државата, се вклучивме во светските системи за трансплантација, дома почнавме да работиме. Срце, бубрези, коски на срцевина. Значи, навистина се методи, микрохирургијата, пластична хирургија почна сериозно да работи на микрохирургија, на трансплантација, на опоравување на повреди кои навистина никош претходно не се работат. За ова да се воспостави, навистина не се доволни само реновирани згради. Потребно е сериозно учење, сериозно носење на светот во нашите болници, од кои научивме и воспоставивме нови методи. Зар мислите дека тоа не е доволно во еден краток мандат, кој беше обременен со сериозен број на кризи, кои тектонски поместуваа? Не беше само мешаница, тука навистина тектонско поместување од една страна. Од друга страна, здравствениот работник, независно дали е тоа лекар, дали е тоа лекар специјалист, дали е тоа матичен лекар, средниот медицински персонал, нашите соработници, кој повеќе, кој помалку во системот, но навистина добива сериозно покачување на платите. На оно што јас се сеќавам пред 7 години како плата и денеска, навистина има голема разлика. Меѓутоа, минатата недела видовме дека протестираат приватните специјализанти. Да. Што се случи со нив во меѓувреме? Тоа е еден многу интересен феномен. Приватните специјализанти, јас верувам дека најголем дел од луѓето, па и овие кои денеска сериозно говорат гласно во нивно име, по мене ги употребуваат или може би злоупотребуваат нивните барања во политички сврхи, не знае ни дека постојат. До стигањето за министер на
Венко Филипче, никој не размислуваше на нив. Тој прв ги препозна потребите, проблемите на оваа категорија на млади луѓе кои одлучиле да платат за своето специјалистичко школување. Тој ги призна прв нивните потреби за да бидат платени. Прв ги плати во просек на лекарска плата тогаш. Денеска нивните барања и се поминати и веднаш после изборите се изготвуваат и законски решенија за прифаќање на сите нивни барања. Нас, младиот здравствен персонал, нашиот млад лекар и специјалиста ни е потребен и нема зошто да, ако веќе сме го отпочнали и препознале нивните потреби, да не продолжиме понатаму да работиме на нивно и законско донесување на законски решенија за решавање на нивните барања и потреби. Така, рековте и тоа е факт дека не лекуваат објектите, лекуваат лекарите. Но се многу значајни за услови, како услови за работа и за лекување. Така, тоа сакав да ве прашам, бидејќи изгубивме драгоцено време со натегнувањата од страна на опозиција да не треба клинички, нели се најдоа милион причини зашто да не се изгради и некако помина времето. Сметате ли дека е потребен нов објект, значи за да се изгради таа локација која што беше предложена како за клинички центар да го замени овој постоечкиот? Јас пак ја спомнам ковид кризата. Искаче дека да не беше ковид немаше да имаме многу оправдание, но де факто ковид ги помести сите планови. Да, клинички центар е веројатно потребен во реорганизирање на системот на лекување, но исто така е верувам попотребно во моментов да регионалните клинички болници бидат завршени и оспособени комплетно за нивно функционирање и така ќе се растерети еден добар дел од она што ние го гледаме во клиничкиот центар во Скопје. А од тука и ново репрограмирање на потребите, затоа што ако се стават во функција повеќе клинички центри, сепак сме ние и релативно мала држава. Верувам дека и димензиите на новиот клинички центар во Скопје би биле другачи. Така, да, во права се случува, нели сите сме оделе по клиниките, за обично некогаш пациентите се пратени во Скопје. Знаете како, здравствениот систем е едно да го поставите, а друго е да го почитувате системот кој сте го поставиле. Па ако се земете, и ако секој себе вака се праша, зошто морав да одам во Скопје за ехо? Па може би не сум требала, сум се измачила и по пат, и ме чинело, и гужва, и сум чекала, а тоа исто исследување можело да се направи и во местото каде што живеете и каде што можете да се лекувате многу поедноставно. Да, секогаш има нешто што се вика субспецијалност, нешто што мора да се разграничи и тоа не е спорно, нели? Но масата, верувајте, може да се направи од прегледи, може да се направи и во местата каде што се живее, каде што ние имаме сериозно добри стручњаци во областите во кои работат. Претходно ги спомнавте морбилите како епидемија и точно е, тогаш некако видовме во посериозни рамки антиваксирството се разви. Ги видовме и последиците во изминатиот период, значи после ковид кризата родителите исто нема и ставено вакцини на своите деца и за дитепер. Што сметате дека е главниот проблем за ова и како да им покажеме на родителите дека вакцините се безбедни? Сега, прво ќе ви кажам, како што велат старите, не како гаталец, туку како паталец и можеби ќе биде поблиску до гледачите. Не сум како лекар. Ние се сочуваме и со колеги кои исто така имаат за мене нејасна двојба во смисол на колку вакцините се успешни или потребни. Јас сум родена 72 година. Тогаш почнува вакцинацијата на морбили во нашата држава. И веројатно како почнувале со месеците од кога почнале или не, јас не сум ја примила вакцината за морбили.
Со моето растење и учење, јас стигам во средното медицинско училиште во 4-та година средно и одејќи по пракса низ болниците, точно на инфективната клиника, јас, ама бога ми добар дел од мојот клас се разболуваме од морбили. Јас бев една од оние кои навистина многу тешко, да не кажам едвам, и преживеав морбилите. И ве велам, никој родител не сака да неговото дете ги преживее формата клиничка на морбили која јас ја преживеав. Посебно не на таа возраст, кога ќе го изгледате, изчувате и школувате до тука, да биде во ризик да почине од морбили, од болест која навистина толку лесно се превенира, е греота. Уште еден пример, повторно на моја кожа, тоа е ревакцинацијата на туберкулоза во 8 оделение. На некој начин не сум била ревакцинирана, а бев дете кое навистина движи малце е чудно зошто не сум го стекнала имунитетот, но не сум го стекнала, нели? Различно реагираме на сите вакцини. Втора година средно, после така едно интензивно дружење и работење, с работе фотографија, многу бев инструктор фотографија на работна акција во Катланово, се разболев, за да на кратко време дијагнозата биде специфична, ние велиме специфична плевропневмонија, навистина една многу тешка клиничка слика, чиј причинител беше туберкулоза. 9 месеци пиев туберкулостатици, лекови. Не беше толку драматично како морбилите што ве ги раскажав, но беше тешко. Беше тешко и сериозно. Че 2 промашувања на вакцина, случајни, 2 сериозни последици по моето здравје. Ова се случува кога редовно не се спроведува вакцинацијата. Не само индивидуално, туку и за целосното колективно здравје. Секојаш да размислиме дека има некои кои едноставно не смеат да примат вакцини. Тоа е многу исклучително мал број на деца и состојби кои бараат ваква забрана за вакцинација, но сите останати навистина треба и мора заради собственото здравје, меѓутоа и за здравјето на сите оние околу нас. Нас во моментов се уште ни е сериозна закана и пертусисот. Малку се намали, меѓутоа се намалува, но знаете колку може да биде сериозен за возрастните, за најстарите, како и за оние кои се уште не стигнале да се вакцинираат, за новородените. Зошто би го правеле тоа? Зошто би дозволувале да ги ставаме во ризик од болести кои едноставно веќе не треба да ги имаме? Вие сте сега, мислам, сите ве ја знаеме вашата стручност и никогаш кога нели сте во принцип лекарите кога се кандидати за пратеници, постои тој мал страв дали ќе може да се извршуваат двете функции заедно. Значи, дали сметате дека функцијата пратеник ќе ви наштети на професионалноста или пак без никаков проблем тоа? Која ви беше идејата, значи, за... Дали ќе биде лесно или не, и каков проблем ќе биде тоа, навистина не знам, останува да видиме ако влезам во парламентарниот состав. Но, јас станав лекар, останете вака да почнеме. Влегов да волонтирам многу одамна на клиниката за инфективни болести. Во тоа време почнувавме прво со волонтирање, со јасна, прецизна цел пред мене. Јас точно знаев што сакам и што сакам да постигнам. За мене цел беше да се формира систем на грижа, лекување и дијагностицирање на луѓето со ХИВ инфекција. Јас, веројатно, подолго време ми требаше од она што јас го замислував дека ќе ми треба, и тоа е причината зашто останав во државата, впрочем, јас тоа успеав да го направам. Мојата цел професионална ја реализирав и она што највеќе ми значи, реализирав и создадов тим на здравствени работници и соработници кои тоа го прават исклучително професионално и успешно. Јас лично никош не би можела да се тргнам од моите пациенти, ама навистина никогаш. И пред да и конкурирам и пред да почнам воопшто да размислувам на оваа опција, јас проверив дека
имам законско право да работам и како лекар, се разбира про боно, нели, што мене навистина не ми пречи, и она законско дозволено време за мој професионален ангажман на клиниката, секако ќе го искористам. Сега дали тоа ќе биде секогаш предпладне, дали ќе биде нели, Да, организацијата моја да најдам време и начин како тоа да го реализирам, но знам сигурно дека не би можела да се замислам да не бидам во контакт со она заради на што го посветив животот на крајот на крајвите. И вториот дел од прашањето беше што сакате да промените? Зошто би станале дел од собранието? Кои одлуки би ги донеле за да живееме во подобро општество? Прво и основно, собранието има една многу сериозна одговорност во секој сегмент на нашето живење, па и во здравството. Па вака сега да се вратаме на прво прашање врзано со специјализантите и со денешната голема галама, посебно од страна на опозицијата и нивната поддршка. Како пратеници во собранието низ изминативе години имаа можност да го дигнат гласот, да ги согледаат проблемите, да поднесат законски решенија. Тоа не го сторија. Јас таа моја можност во собранието немам намера да ја прескокнам, напротив, сметам дека многу законски решенија врзани со здравството мора да се променат, да се донесат, да се оформат на крајот на крајвите и да се подигнат стандардите на она што ќе значи ред во здравството законски. Пред се, повторно ќе се вратам на мојата патологија, на моето поле на работа, каде што и не само моите пациенти, каде што пациентите ќе имаат навистина законски определено право за се она што им следува како пациенти во нивната грижа, во нивното обстојување како хронични пациенти во државата, а не смеат да зависат од ниту еден министер, без разлика кој е неговиот политички бекграунд и неговото индивидуално мислење, дали некој пациент треба да биде лекуван, како треба да биде лекуван, до кога треба да биде лекуван и да бидат во ризик. А ние во изминатите години имавме такви за мене несреќни приказни и решенија на одредени министри. Нашиот пациент, македонецот, македонските државјани, мора да имаат сигурно здравство, законски определено и од тука не сме да се помести. Сметам дека ние, професионалниците, лекарите во собранието, имаат оваа обврска, независно на поголемата политика. Така. Вие сте и борец за човекови права, женски права, родова еднаквост, така да не очекуваат, значи сега во среда и председателските избори. Дали сметате дека по секоја цена треба да се гласа за жена или треба да се гледаат и останатите квалитети? Мора да се гледаат останатите квалитети. Секоја една жена, професионалка, мора да биде достојна на со највисоките квалитети и критериуми за одредено работно место или позиција, еднакво со било кој конкурент маж. Воспротивно, моје мислење дека би била само статистичка бројка и сериозен инструмент во рацете на мажите за нејзино манипулирање. Жената мора да биде најдобра и мора таква да остане на своето професионално место. Не сме да биде само жена и да пополни квота од одреден процент кој би исполнил услови за некаква еднаквост родова или за нешто што. Квалитетот на жената мора да биде видлив. И никако по секоја цена не сме да биде избран некој само ради тоа што е жена. Напротив, тоа што е жена со сите квалитети. Да, видовме некои примери на жени во нашето владење дека не е. Јас за крај би ве прашала само некоја порака за гледачите која што би ја имале во однос на овие избори. Една е пораката. Јас мислам дека сите се свесни дека иднината наша е развиениот свет.
светот кој ние се уште треба да учиме и да се подобруваме, да станеме дел од него, но тоа не е единствениот избор за напредок и за подобар живот. Така. Ви благодарам многу на гостувањето. Ви благодарам. Ние имаме уште многу прашања, меѓутоа толку е времето, а на гледачите им посакувам убав ден.